Фудбалската федерација на Македонија беше избрана меѓу 4 фудбалски асоциации кои беа дел од овој пилот проект, формирање на една национална фудбалска академија за фудбалери кои се од предшколска возраст. Мислам дека формирањето на ваков тип на академија е од огромно значење за развојот на младинскиот фудбал во Република Македонија. Сметам дека тренерите кои се дел од оваа национална академија, дека веќе се, да не кажам, еден чекор понапред од сите тренери воопшто во фудбалскиот свет во Македонија. Националната фудбалска академија на Фудбалската федерација на Македонија го има регулирано сместувањето, исхраната, учењето и тренирањето на децата во текот на една недела. Децата само во текот на викендот ги посетуваат своите фамилии се заедно со своето семејство. Во текот на неделата целосниот нив престој е организиран од страна на Фудбалската федерација. Во Националната фудбалска академија пред се работи согласно УЕФА проектот за развој на елитни млади фудбалери. Со самото значење на тој збор значи дека ние со правилна работа, нормално по препораките на УЕФА, децата добиваат квалитетен тренинг, квалитетно учење, квалитетна исхрана, квалитетно сместување. Со самото тоа се подобрува нивниот капацитет за понатамошен фудбалски развој. Согласно проектот што го добивме од УЕФА, тој трае како пилот проект 5 години. Ние веќе влеговме во 4-та година и останува уште една година како пилот проект. Во тој период ние успеавме да го направиме сместувачкиот капацитет, кој навистина е од висок квалитет и мислам дека сите се задоволни. УЕФА, ФИФА, бидејќи дел од средствата беа користени од фондот на ФИФА, сите се презадоволни од како изгледа сместувањето и кои све содржини ги има истото. Децата ќе бидат многу блиску до терените каде што се тренира, ќе имаат сите услови ќе ги имаат за свој непречен развој. Имавме прилика при официјалното отварање на сместувачкиот капацитет Марко Ван Бастен да ги посети децата од Фудбалската академија и тој истиот им кажа дека ваков вид на тренинг центар го има во сите најразвиени европски фудбалски земји, исто и во неговиот Ајакс, да кажам, во Холандија, така да во ништо не сме поназад сега од таа фудбалска Европа. Само останува да работиме правилно и да произведеме квалитетни фудбалери.